Јас сам се јавив кај инспекторот потраги и се пријавив. Делото го извршив на 18 години. Кога обвинетите Анџело и Андреј виделе дека оштетениот не е добар. Со плач, лелекање, неверување и негодување, Ѓоргиевски, Левковска и Костовски, како и родителите и блиските, слушнаа дека тие се убијци и дека заедно треба да одлежат цели 52 години затвор за убиството на хрватскиот ракометар Денис Тот. Судот пресуди дека Тот починал како последица од ударите на Анџело, Андреја и Климентина, која го удирала додека тој веќе лежал мртов на земја. Причината банална, кавгата околу тоа кој ќе се вози со таксито. Анџело Ѓоргиевски и Климентина Левковска добија по 18 години затвор, а Андреј Костовски 16 години. Законски застапник на сега покојниот, оштетениот Денис Тот, неговиот татко Игор Тот, предјави имотно правно барање. Полномошникот на оштетеното семејство Тот го прецизираше предјавеното имотно правно барање и побара судот да ги задолжи обвинетите солидарно на секој од оштетените на име справедлив паричен надоместок во случај на смрт на блиско лице за смртта на нивниот син, односно брат, да им платат износ од по 9 милиони денари. За овие високи казни судот ги зел предвид олеснителните, но и отежнувачките околности, како што се фактот дека криеле од итната помош дека го натепале, а и случајот не го пријавиле во полиција. Пресудата не е правосилна, но тројцата ќе останат за дрешетки во притвор поради опасност од бегство. Обвинителката Тања Трајчевска е задоволна од изречената казна. Казната е во рамки на законски предвидената казна, така да значи тоа е одлука на судот. Дали сметате дека сите факти се правилно оценени? Фактите правилно се оценети, да. За разлика од неа, адвокатите на осудените ќе се жалат, затоа што сметаат дека изречените казни затвор се драконски, но и дека делото за кое одговараат убиство е пресилно, затоа што сепак станувало збор за тепачка без намера некој да биде убиен. Пресудата ќе биде обжалена во секој случај. Превисоко е определена оваа казна. Сметаме дека спрема нашата обвинета Клементина во никој случај не постои ова кривично дело убиство. Само што ќе добиеме пресудата, уште сега ве најавуваме жалба. Мислам дека пресудата е драконска, казната превисока. Мислам дека една трагедија не се решава со друга трагедија. Секако ќе обжалиме пресудата, како по основот, така и по однос на висината. Денис Тот беше убиен на 7 април годинава пред Скопска дискотека, а почина следниот ден на Скопската клиника. Во јавноста се расшири видео од тепачката пред дискотеката на која се гледа како обвинетите го удираат Тот, тој паѓа на асфалтот и останува без насина живот. Обвинителниот акт беше поднесен во јули годинава, а судењето почна пред 3 месеци.